Добар ден, почитувани гледачи. Борис Василевич Спаски е роден на 30 јануари 1937 година во Ленинград, Советскиот сојуз, денешен Санкт Петерсбург. Борис научи како се движат фигурите на 5-годишна возраст. За време на долгото патување во возот, со кој тој заедно со многумина своји сограѓани беше евакуиран од опсадата на Ленинград од страна на германскиот Вермахт. За исклучителниот талент на малиот Борија, нацијата беше запозната во 1947 година, кога тој на 10-годишна возраст го совлада во симултанка патриархот на советскиот шах Михаил Ботвиник. На 15 години е втор на првенството на Ленинград за Тајманов, но пред Левенфиш и Корчној, а веќе следната година на своето прво меѓународно деби ја освојува титулата интернационален мајстор. Од овој турнир останува во сеќавање неговата победа над Смислов. 2 години подоцна, на 18 годишна возраст, тој ќе го подели 3-то до 6-то место на 22-тиот шампионат на Советскиот сојуз во 1955 година, заедно со Ботвиник, Петросјан и Иливицки, со само половина поен помалку зад победниците Гелер и Смислов. И со тој резултат ќе се пласира на својот прв турнир на кандидатите. Во својот дебитантски настап во Амстердам 1956 година, тој го подели 3-то до 7-то место, пропуштајќи ги пред себе само Керес и неприкосновениот тие години Василий Смислов, кому впрочем му го нанесе единствениот пораз. Затоа истата година во Антверп, Белгија, ќе ја освои титулата младински светски шампион и ќе стане најмладиот велемајстор на светот. Наследниот 23-тиот шампионат на Светскиот сојуз 1956 година прв пат ќе стане и шампион на Советскиот сојуз. Сепак, златниот период за Борис Василевич е од 1963 до 1974 година. По успешниот настап на маратонскиот меѓузонски турнир во Амстердам 1964 година, тој ќе го добие за противник Паул Керес во четвртфиналето. Според многумина најсилниот противник во дадениот момент. По тешка борба, младоста ќе извојува победа над искуството со резултат 6:4. Во полуфиналето ќе го разгроми Ефим Гелер со 5,5:2,5 за во финалето да го совлада во тежок меч и шаховскиот волшебник Михаил Талј. Резултатот беше 7:4. Во својот прв обид да ја освои шаховската круна, Спаски нема да успее. Железниот Тигран Петросјан ќе ја задржи својата круна, совладувајќи го својот противник со минимална разлика 12,5:11,5. Спаски пак ќе биде принуден да мине низ уште еден исцрпувачки циклус и со таа задача тој блескаво ќе се справи. Но претходно во 1966 година ќе победи на супер турнирот во Санта Моника, при тоа победувајќи го во одличен стил Фишера. 1968 година тој убедливо ќе ги мине сите пречки во имињата на Гелер, Ларсен и Корчној, победувајќи ги со по 3 поени разлика. За во својот втор обид да го симне од тронот и Петросјан, кога ќе го совлада со 2 поена разлика, 12,5:10,5. Најласкавата шаховска титула ќе биде во рацете на Борис Василевич 3 години, кога во мечот на столетието во Рејкјавик 1972 година не ќе може да биде успешен против 6 години помладиот гениален шахист американецот Роберт Фишер. 12,5:8,5 ќе биде резултатот со кој што Фишер ќе извојува победа и ќе го освои ловоровиот венец. Сепак следната 1973 година се смета за лебедова песна на Борис Спаски. Тој ќе биде повторно шампион на Советскиот сојуз на шампионат со одличен состав. Значи, тој ќе триумфира пред Керес, Смислов, Гелер, Тајманов, Петросјан, Корчној, Талј и Полугаевски од старата школа, како и од младите Карпов и Белјавски. Тоа е, почитувани гледачи, вовед за денешниот шаховски коментар, кој што ќе биде посветен на Борис Спаски, кој што неодамна, значи на 30 јануари, го наполни својот 70-ти роден ден. Од огромното
и плодотворно шаховско творештво на Борис Спаски за денес, почитувани гледачи. Сцената ќе ја приложиме во Домот на синдикатите во 1970 година, каде што во мечот помеѓу Советскиот сојуз и останатиот дел од светот, Борис Спаски на првата табла ќе се сретне со данскиот велемајстор Бент Ларсен. Да подсетиме, се играше на 10 табли, значи меч на 10 табли, помеѓу 10-мината советски шаховски велемајстори и велемајсторите од останатиот свет се играше во 4 круга и Советскиот сојуз тогаш забележа минимална победа 20,5 спрема 19,5. Денес, значи, ќе видиме втората партија од мечот на првата табла помеѓу Борис Спаски и Бент Ларсен. Бент Ларсен, значи, се отвори во таа партија, велам далечната 1970 година, со потегот B3. E5, ловец B2, конј C6, C4, конј F6. Бент Ларсен, тие години, значи заедно со Роберт Фишер, неприкосновено најдобриот велемајстор на светот, иземајки го тука Советскиот сојуз. Значи во оваа ситуација вообичаено е E3 или G3, но Ларсен, надоен од идеите на Арон Нимцович, игра на ова место конј F3, но тоа сепак е непрецизен потек кој што ќе му овозможи на црниот во натамошниот тек од партијата да има удобна позиција. Конј F3 непрецизен затоа што му дозволува на црниот да заземе повеќе простор колку што е тоа потребно во ваква рана фаза на играта, особено со белите фигури кога се игра. Значи по E4 конј D4, ловец C5. Да го замоли белиот конјот D4 да се изјасни. Сега доколку белиот сака да го задржи конјот на централната позиција, тогаш на E3 црниот ќе земе со ловец на D4 и по евентуално зема на D4 ќе одигра D5. И гледате, ќе го фиксира тој пешак на D4 и ќе покаже слабоста на ловецот на B2 во оваа позиција. Затоа по ловец C5 данскиот велемајстор зема на C6, D зема на C6. Сега повторно, ако D4, тогаш црниот ќе земе ампасан ED3 и по дама D3, дамата ќе дојде на E7. И подоцна црниот ќе добие темпо, напаѓајќи дамата од полето D8 со еден од своите топови. Ларсен одигра E3, а Борис Василевич ловец на F5, дама C2, дама E7. Сега повторно белиот, ако сака да ја ослободи својата игра со D4, би следело зема на D3 и по ловец D3 ќе имаме замена на ловците на D3, дама D3, топ D8, со нешто подобра игра на црниот. Гледате, црниот има подобар развој и многу лесна позиција за играње, многу пријатна позиција. Ловец E2, голема рокада. И доаѓаме до еден критичен момент во партијата. Значи, се до тука е повеќе или помалку нормално, но сега белиот треба да одбере план. Значи, малку е стеснат и тешко му е
да најде добар план. Покасно Ларсен ќе изрази мислење дека на ова време белиот требаше да игра А3 и тоа е веројатно најдобриот потек во оваа ситуација. Ќе видиме во што се состојат проблемите на белиот, но овој беше добар потек со кој што во одреден момент сака, нели, Б4, гледате ловецот е малку на цепет, може да биде изложен за да се изјасни црниот како ќе игра. Од друга страна, ако пак подготви голема рокада со коњ C3, тогаш црниот ќе се нареди со топовите по Д линијата. Например, на коњ C3, топ D7 и по голема рокада топот Х на D8. И повторно црниот, благодарение на притисокот по Д линијата, има предност која што е од долговремен карактер. Практично во овој момент Ларсен ќе направи решавачката грешка, иако се разбира тоа на прв поглед така и не изгледа. Значи тој го игра потегот F4. Единствената грешка, директна грешка на белиот во оваа партија, но ќе видиме дека ќе биде и решавач. Значи сега белиот сака да земе на F6 и понатаму да одигра коњ C3, но плановите на белиот нема да се реализираат. Следи одличен потек коњ на G4. Сега гледате, ако белиот го земе тој силен коњ со ловец G4, тогаш ќе добие меѓу потек дама H4 шах и по G3 дама зема на G4. И белиот го нема својот белополен ловец да му ги пази сите овие слаби полиња околу неговиот крал. Значи целата низа на бели полиња околу кралот на белиот се непоправливо ослабени. Од друга страна се покажува дека на белиот не му е лесно тука да најде добар потек. Ако, например, рокира, тогаш веднаш ќе добие ваков удар. Топ зема на D2. Сега не може да земе со дама, заради ловец E3 шах и белиот би ја загубил дамата, би бил принуден да земе со коњ на D2. Тогаш следи коњ E3 со напад на дамата. И кога дамата ќе се засолни, например на C1, тогаш ќе следи коњ зема на F1 со шах од ловецот на C5. И по крал F1 дамата ќе дојде на полето H4. Сега се заканува со мат на F2. По евентуално G3 дамата доаѓа на H2, повторно сака да матира на F2 и по крал E1 единствено решавачкиот потек би бил потегот E3. И белиот крал нема да излезе од матна мрежа. Значи коњ F3, дама G3 шах и мат во неколку потези. Значи, тоа е нашата позиција по коњ G4, во кое што белиот има многу лимитиран избор на потези. Исто така, треба да се забележи дека не е добро ниту ловец зема на G7. Тоа ќе отвори G линијата во корист на црниот и по топ G8 ловец на B2. Сега повторно ќе следи жртва на E3. Коњ зема на E3 со напад на дамата и по D зема на E3. Обрнете внимание, сега D линијата е отворена во полза на црниот. Би следал потегот дама H4 шах. Сега на крал F1 ловец E3, а на G3
ќе следи жртва топ G3 со разгром. Гледате, тоа е исто така многу брз мат. Изборот на данскиот велемајстор во оваа ситуација беше потегот G3. Значи да го спречи тој шах од H4, но црниот веднаш пристапува кон отварање на H-линијата. И го продвижи својот H-пешак напред, H5, за по H3 да продолжи со H-пешакот уште еден значаен чекор напред, при тоа жртвувајќи го коњот на G4. Но ќе видиме тоа нема да биде и последна жртва во оваа одлична шаховска партија, одлично шаховско остварување на 10-тиот светски шаховски шампион. Во оваа критична позиција, почитувани гледачи, Бент Ларсен долго ќе размислува, 40 минути, но не ќе може да ја спаси својата позиција. Тој долго размислува на кој начин да ја прими понудената фигура, затоа што подобро решение, односно алтернатива и нема. Тој во партијата ќе земе со пешак, но многу интересни се варијантите доколку се решеше да го земе жртвуваниот коњ и со ловец. По замена на ловците, на полето G4, ќе следи H зема на G3, црниот ја отвори H-линијата во своја полза и по изнуденото топ G1 е подготвен да го жртвува и топот за да добие темпо. Значи и по топ H1 G2 повторно со темпо за по изнуденото топ G1 конечно да го даде шахот од полето H4. Значи дама H4 шах. Крал E2, дама на G4. Крал E1, сега дама на G3. Сега белиот има две можности. Дали ќе дојде на E2 или на D1. Доколку дојде на E2, тогаш ќе следи дама F3 шах и по крал E1 црниот ќе удри на E3 со брза победа. Гледате сега на D3, дама E3 шах и по дама E2, дама G1 шах. Доколку пак по дама G3 се обиде со бегство на дамското крило, значи крал D1, тогаш ќе следи дама F2. Сега гледате топ G2, дама F1 е мат, значи за да му направи место на кралот, тој ќе мора да го жртвува топот. Дама E4, дама G1 шах, крал C2, дама F2 и црниот ќе промовира нова дама. Дама F5, крал B8. Значи една исклучително убава комбинација, но ќе видиме и во партијата ќе имаме слична прекрасна комбинација со жртва прво на коњ, а потоа и на топ. Значи да се вратиме на таа интересна позиција, каде што Борис Спаски го жртвува коњот на полето G4. Тоа е таа позиција. По долги и мачни размислувања, значи Бент Ларсен го зема коњот со пешак. Х зема на G4, а одговорот на црниот е Х зема на G3. Чи топ H8, тоа значи брз крај. И во оваа ситуација мора белиот да дојде со топот на G1, но ете таа бесмртна жртва на топ. Значи по топ H1 белиот е принуден да ја прими таа жртва, топот зема на
H1, а црниот го жртвуваше топот за љубов на ова темпо што ќе го добие со потегот G2. Сега Ларсен губи во секој случај. Тој во партијата одигра топ на F1 и се предаде по дама H4 шах и по крал D1 Г зема на F1 нова дама и ова е позицијата во која што данскиот велемајстор се ја предаде партијата. Гледате, по изнуденото ловец зема на F1 ке следеше уште ловец на G4 шах. Сега ловец E2 дама H1 е мат, а на крал C1 ке добие белиот уште еден шах, дама 1 шах и по дама D1, дама D1 мат. Значи на тој начин блескаво ја добива партија Борис Спаски. Останува само уште да ја видиме последната можност. Значи доколку белиот на G2 дојдеше со топот на полето G1. Значи тоа е позицијата во која што Ларсен дојде на F1, но ако дојдеше на полето G1, тогаш по дама H4 шах, гледате, само да го ставиме уште белиот пешак на G4, по дама H4 шах, крал D1, црниот би одиграл дама на H1. И повторно, гледате, белиот ке дојде во загубена ситуација. Например, на дама C3 ке следи дама G1 шах и по крал C2 дамата ке дојде на F2. Црниот е веќе подготвен да го промовира G пешакот. На GF5 тој може дури има време да го земе и ловецот на E2, ако сака, затоа што, например, на коња 3 има повторно удар, сега од оваа страна. Гледате, ловец B4. Сега не може дама B4 заради дама D3 шах и G1 нова дама со матирање. А во спротивно, значи, белиот ќе ја загуби дамата, затоа што таа мора да го пази полето D3. Значи, едно прекрасно шаховско остварување од Борис Спаски. Значи, тоа е една партија типична за него, за Спаски, кој што е познат како шаховски шампион, кој што поседувал универзален стил на игра. Тоа веројатно дека се должи на неговиот природен талент, како и големата шаховска школа, што ја има поминато низ тренерите. Првиот најмногу упознат Владимир Зак, кој што го зема како дете, кој што ќе го забележи прв огромниот талент на Борис Спаски и кој што ќе му ја предаде неизмерната љубов кон шахот. Но исто така и од Александар Толуш, бестрашниот шаховски комбинаторик, кој што кај Спаски ќе го пренесе комбинациониот талент, како и последниот Игор Бондаревски, кој што дефинитивно ќе го оформи Борис Спаски во шахист со шампионски маштаб, затоа што од Бондаревски ќе се заокружи и со својата длабока стратегија. Значи, Борис Спаски, велемајстор кој што подеднакво добро се снаоѓа во секаков тип на позиции, кој што е подготвен остро да нападне, но и трпеливо да се брани доколку тоа го бара ситуацијата, и шахист кој што ќе остави богато неисцрпно шаховско творештво и од чието творештво ќе се учат многу генерации на шахисти. Да му посакаме на Борис Василевиќ добро здравје. Тоа би било се за денеска, почитувани гледачи. Ви посакувам пријатен ден.
D8 и интересно, по конј на D3 ја предаде оваа партија. Се чини, а и самиот Топалов ќе каже дека Ананд прерано се предаде, но веројатно дека индискиот велемајстор не сакаше да се мачи во оваа позиција во која што очигледно Топалов не му дава никаква шанса. И не можеби, туку сигурно да беше играчот поинаков маштаб од колку што е Топалов. Ананд уште долго ќе се обидуваше да ја држи оваа партија, но тука сметаше дека против денешниот Топалов ова е безсмислено губење време и ја загуби и ја предаде партијата. Доколку во овој миг земеше на А4, Топалов ќе каже дека би пошел со дамата на А5 и повторно оние коментари за позицијата што ги говоревме во последниве 7-8 потези остануваат, дека црниот е целосно без контраигра и само може да чека и понатаму белиот како ќе ја подобрува својата позиција до оној момент додека не почне да паѓаат црните пешаци. Значи, почитувани гледачи, тоа беше нашиот избор за денешниот шаховски коментар од супер турнирот во холандското приморско градче Вајканзе, традиционалниот турнир кој што и оваа година собра исклучително силен состав, е од 19-та категорија, каде што најдобрите шахисти на светот се борат за победа на еден од најпрестижните светски турнири. Останува во следниот шаховски коментар да видиме како ќе биде и конечниот резултат со оцена на настапот на сите овие супер велемајстори што играат на овој турнир и со избор на една шаховска партија. Ви посакувам пријатен ден. Música mi, es un será, ay,